Сојузот на синдикатите утре ќе реализира последната блокада со барање за зголемување на минималната плата на 600 евра и на сите останати плати за 100 евра. Влезовите на валата ќе бидат блокирани од 11 часот. Ние до сега не добивме одговор кој што го побаравме од Организација на работодавачи и на стопанските комори и на Конфедерацијата на стопански комори да се договорат со владата кој износ би можеле да го понудат, бидејќи рекува дека она што ние го бараме не е изведливо и не можат да ги сносат од тие трошкови. Потрешната блокада од Сојузот на синдикати на Македонија најавуваат и можна одлука за генерален штрајк. Се надеваме дека после ова да видиме како ќе одговори владата на Република Македонија, дали ќе учествува во овие наши преговори и договори, и доколку не добиваме таков одговор, ние најверојатно ќе се договориме нормално на совет и со нашето членство за генерален штрајк или па ќе одиме нешто чекор понатаму сите оние законски одредби кои што ни го даваат право како синдикат. Претходно поради истите барања, ССМ ги блокираа Собранието и Стопанската комора. Според председателот на Стопанска комора Бранко Азески, решението на проблемот треба да се бара институционално. 100 пати сум повторил, секој пат е диалог. Протест не е никакво изразување на некакво мислење и така натаму. Тоа може само да го докомплицира. Што да речем сега, јас да речем да дам изјава дека имаше 21 представник на синдикатот пред комора. И тогаш одма ќе се скараме. Така е. Затоа што ќе мислите дека нешто вреѓаш и така натаму. Значи, дајте да видиме као вовител да седнеме ние и нема потреба да ја оптеретуваме јавност. Тоа прашање е регулирано со закони, се седнува во март месец и се разговара за усогласување и за одредни промени што треба да настанат. Тоа е значи апсолвирано. Ние сега наместо да седнеме во институциите да преговараме, седиме на улица.